Добро вечер. Вонредна политичка анализа, за вас кои сте мембар, се користите опцијата membership YouTube каналот Васко Ефтов. Нема да има утре вонредна политичка анализа, денес ќе имаме вонредна политичка анализа, веројатно некаде среда, четврток, петок, во зависност од околностите ќе направиме и некоја нова вонредна политичка анализа, брзо се менуваат работите. Една огромна трагедија, веројатно најголемата трагедија во поновата македонска историја, всушност најголема трагедија кога имаме социјални мрежи кој може брзо да се реагира. Црн ден за Македонија, за Република Македонија, 59 жртви, постојат можности, бидејќи како јави или кажа министерот за здравство, министерот за внатрешни работи, има некаде 40 на сериозно повредени, така што бројот на жртви можеби да нема да биде конечен. Во текот на вчерашниот и во текот на денешниот ден ми праќавте многу фотографии, многу видеа, многу снимки од тоа што се случи во Кочани. Еве дел на тие фотографии, нема да ги објавам, бидејќи се морничави фотографии, морничави видеа. За луѓе со слаб стомак тоа тешко ќе може да биде поднесено, тешко ќе можете тоа да го сварите, бидејќи навистина има таму тела на подотставени, дел од нив јагленисани, така натаму и така натаму. Не сакам да објавам такви видеа, не сакам да објавам такви снимки. Благодарам на луѓето кои тоа ми го праќа, на вас кои сте гледачи или мембари на оваа емисија, кои сметате дека треба преку емисијата во центарот да бидат објавени тие снимки, тие видеа. Јас тоа не сакам да го правам. Бев млад новинар 1993 година, текаде почетокот на март 1993 година, кога паѓа авионот на Палер. Чекавме некоја американска делегација на Скопскиот аеродром, таа уште немаше стигнато, авионот само што полета после 400 метри падна вечерта, мислам дека 3 март беше 93 година или 5 март 93 година. Вечерта како млад новинар ме пратија во градската болница во Скопје, 100, односно 80 јагленисани тела, наредени таму во градската болница, покриени со бел чаршаф, и од тога, знаете, реков дека тоа што јас морам да го правам и тоа што јас морам да го објавам не мора да го гледа публиката. Освен луѓе кои тоа сакаат да го прават, тие си имат некои други емисии, други подкасти, други портали каде што може да бидат објавувани сите тие работи. Тежок ден за Македонија, огромно сочувство на родителите на жртвите, огромно сочувство на роднини, на пријатели, на сите кои ги знаевте. Тешко се прави политичка анализа. Имам на некој начин отпор да правам вакви политички анализи. Истото чувство го имав кога беше Вања Ѓорчевска, Лјупчо Палевски Палчо, кога беше тоа што се случи во Ханиоти. И нете правите такви политички анализи, ви доаѓаат некаде 400-500 нови мембари, после еден месец сака да се отпише, така натаму, тие не припаѓаат. И чудна работа, да речеме, гледачите на овие вонредни политички анализи или мембарите на емисијата во Центар, секогаш многу помалку ги гледале анализата, да речеме, за Лјупчо Палевски Палчо или не знам, некои такви криминални радеж текли анализи, и многу повеќе сакале геополитички анализи. Доаѓале луѓе, се зголемувал бројот на мембари, меѓутоа, знаете, тоа не одговара на суштината на емисијата во Центар. Затоа вечерва ќе направиме политичка анализа, кои се консеквенциите на тоа што се случи завчера, односно во саботата кон неделата рано на Сабајле во Кочани, во кој правец кјуат политичките разврски во Република Македонија, како ние се врзавме за Белград, за Пумпа и Вучич, целата таа атмосфера и целото тоа сценарио, што ќе прави СДСМ, што ќе прави ВМРО ДПМН, ќе се обидеме тоа да го спокоиме во некои 20 минути, во една ваква траорна атмосфера, при тоа да не играме на емоциите на гледачите и да не керуваме политички или медиумски поени, бидејќи немаме потреба. 30 години сме заедно, точно знаете што ќе ви кажам, точно знаете кога ќе дојдете да гледате емисија во Центар што може да добиете и што ќе слушнете, тоа што нема да го слушнете на други места. Всушност ќе ви објаснам или ќе се обидам да расветлам што ќе се случи во наредните неколку месеци во Република Македонија. Да не се повторам од вчера имав некоја мини анализа во трајање 3 минути и 30 секунди, некаде повеќе од 3 минути и 30 секунди, беше објавена на Facebook, беше објавена на Instagram, беше објавена на TikTok. Тие што не ги погледнале тие кратки секвенции или тоа видео во трајање 3,5 минути може да го погледнат, веќе има 900.000 прегледи, допре безмалку до секој втор македонец, пораката беше пратена и всушност клучната порака беше дека вакви трагични настани во македонската историја или во политичкиот моментум во Република Македонија не може да се решат со оставки, не може да се решат со смени.
може да се решат со ресет, нели да не се повторува, меѓутоа чисто да направиме еден вовед за да можеме да ја продолжиме политичката анализа. Може да се решат со ресет, бидејќи ние 33-34 години не успеваме да изградиме систем во Република Македонија. И веднаш после таа моја анализа, после тоа моје видео, се јави Никола Груевски, кој рече дека исто така треба да се ресетира системот, па некаде 30-40 минути после таа моја анализа излезе Христијан Мицковски и тој рече дека треба да се ресетира системот. Знаете, тоа имате два процеси, имате две работи. Постојано ви говорев дека Венко Филипче не може да биде лидер на опозицијата. Како вие сега ќе бидете лидер на опозицијата со целиот тој путер на главата поради модуларната болница во Тетово, како Оливер Спасовски ќе биде координатор на пратеничката група на СДСМ со целиот путер на главата поради тоа што се случи со Дурматурс. И имате Христијан Мицковски кој е дете на комунизмот и како дете на комунизмот ќе го руши системот, видите богати. Па тој исто како Владе Милчин да излезе да рече дека ќе го руши системот на Сорос во Република Македонија, секаде на балконот и во светот. Едноставно некои работи, некои процеси, вие може вербално да ја кажувате, меѓутоа ниту вие самите не може да верувате во тоа. Како ќе го руши системот? Гледате, излегува тамо во еден бес, во еден гнев. Знаете, прво е страв, па ве нема никаде, и подосна кога ќе осовладате тој страв на одреден начин, дали со помош на одредени препарати, дали со помош на одредени дестилирани сокчиња од грозје, од јачмин или што нешто друго, и после ќе излезете ќе покажете одреден гнев. Стравот ќе треба да го замените со одредена вештачка храброст, па тој расчистил со сите можни мафии во Република Македонија, енергетска мафија, сака расчистил со административна мафија. Човече, ти не можеше да расчисти со мафијата во ВМРО ДПМН. Бај сакам да видам како ќе расчисти со Сашо Мјалков. И го чекам моментот да видам како ќе расчисти со целата структура на Сашо Мјалков, за да видам како Сашо Мјалков ќе излезе и ќе ти го пушти во јавноста во наводници договорот за деловна техничка соработка од 2014-2015 година, кога Сашо Мјалков беше начело на одредена институција во Република Македонија, која прислушкуваше повеќе од 20.000 луѓе во Република Македонија. Така што кога ги слушате тие филипики, тие нешто ќе правеле, тие нешто ќе расчистувале. Видовме и со Фросина Кулакова, видовме и со првиот човек на Анаба Бојан Христовски, дека тие ниту знаат, ниту имат капацитет да расчиста со нешто. Да, тие се попаметни од СДСМ, многу попаметни од СДСМ и затоа ги победи од 3:1 на ланските парламентарни избори, но тие не се доволно паметни да може да водат одредени процеси во Република Македонија. Ви објаснив пред 10 дена. Отворија случај со Фросина Кулакова, го изгорија првиот човек на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН, бидејќи претходно тој бил фатен во некој сообраќајна, во некој сообраќајен прекршок 2 години претходно во алкохолизирана состојба, го изгореа Пандов, Александр Пандов, го изгореа Боб Јутковски, и на крај, знаете, за една кременадла мораше да убијат вол. Тие покажа дека немат капацитет да спроведат било какви процеси во Република Македонија. Бојан Христовски фатен со рација во мет, инфлагранти како прави одреден криминал со она јазично студио во Пловдив, ако вие сакавте да расчистите со систем, примавте многу шанси во овие 9 или 10 месеци да расчистите и тој систем да го вратите во некоја фаза на нормалност. И на тие работи покажавте не само некапацитетност и немок, туку и немање доволно политичка сила да спроведите такви процеси. И сега знаете, од кога сте ги промашиле сите пенали како Рамос, сега повторно доаѓате, повторно нешто ќе расчистувате. Денес во денешната изјава Христијан Мицковски каже всушност две работи. Прво, нели, дека ќе расчистил со административната мафија, и од кога ќе расчистил со таа мафија како што расчистил со сите други мафии во Република Македонија, ќе смоделени избори, што рече дека најави дека заедно со локалните ќе има и предвремени парламентарни избори во Република Македонија. И знаете што е проблемот? Проблемот е што вие немате политички проблем, туку имате општествен проблем, тоа што ја кажав некаде пред 6 месеци. Нема опозиција или има никаква опозиција во Република Македонија, но имате веќе едно сериозно развиено опозицијско јавно мислење во Република Македонија. Во оној момент, кога проблемот не ви е опозицијата, туку ви е опозицијско јавно мислење, тоа опозицијско јавно мислење е многу послабо, да речеме, од студентското јавно мислење и студентските процеси или протести во Белград, меѓутоа многу посилно од СДСМ, левици или опозицијата во Република Македонија. Тогаш ви имате еден невидлив противник. Кога имате невидлив противник, тој противник не можете да го поразите на избори, веќе ви можете да победите на 10 избори, но се уште тоа опозицијско јавно мислење во Република Македонија да ви представува во наводници проблем, и
имајќи го тој проблем, вие да не може да и контролирате процесите во Република Македонија. Така што вие може дојдете на 100 избори, тоа нема да ви го реши проблем. И втората работа, гледате кај што покажува дека не се доволно интелигентни да и контролираат процесите. Самите се напика во пумпа и сценарието на Александар Вучич, нели, како велат, сега сака да ни направат протести, да злоупотребат трагедијата и да ќаруват одредени политички поени. Гледате, кога вие сами ќе се напикате во одредено сценарио на Александар Вучич, тогаш ќе се тресите од судбината на Александар Вучич. Бидејќи во оној момент кога Александар Вучич ќе падне во Србија, тогаш како вие, бидејќи сами се напикавте во сценарио, самите во некоја колубарско или шумадиско коло влеговте со Александар Вучич, како ако падне или кога ќе падне Александар Вучич во Србија, вие ќе објасните дека не треба да паднете во Република Македонија. Гледате, ВМРО ДПМ има сериозен центар за комуникација, на чело на тој центар е Луке Галевски. Кој е сериозен играч, кој е паметен играч и која вака се води политиката, тоа покажува дека центарот за комуникации не му асистира на Христијан Мицковски. Напротив, го остава сам Христијан Мицковски и Христијан Мицковски сам ја води медиумската, во наводници медиумската битка. Всушност тоа е битка за негово спасување, бидејќи ако имате еден сериозен центар за комуникација и правите такви сериозни промашувања, тоа значи дека сте оставени сам да се спасувате. И ако одите на социјалните мрежи, министерката за финансија нема никаде, министерот за надворешни работи нешто пишува, ни риба, ни дебелка го натера денес да има некоја пресконференција, министерот за транспорт и врски или вториот човек на ВМРО ДПМ не само го сподели статутот или статусот на Христијан Мицковски, кој вчера го објави на социјалните мрежи, никаква реакција, никаков коментар, реакција до објавување нова вонредна политичка анализа, Владо Мисајловски, вториот потпредседател, ништо генералниот секретар, ништо и така натаму и така натаму. Остави на Мицковски сам да се бори, сам да плива, сам да гори. Знаете, кога ќе ви остават сам да пливате, сам да горите, сам да се борите, тогаш покажувате колку вие всушност имате контрола на сите процеси. Процеси во партијата, процеси во Република Македонија. Но ајде да се вратиме на нашата политичка анализа. Ние постојано овие 34 години говоревме дека за разлика од другите источноевропски држави, ние имаме 3 транзиции, тие имате една транзиција, ние имаме 3 транзиции. Имаме транзиција од социјализам, односно комунизам, кон повеќе партиски систем, и тоа го имаат сите останати источноевропски држави, дека тие поминуваат многу тежок процес на транзиција, иако имаат само една транзиција, а ние плюс имаме сериозни преговори околу името или промената на името, конфликтот со Грција, и имаме сериозни процеси, тие меѓуетнички односи внатре во Република Македонија. И секогаш сме сметале дека овој проблем на транзиција од социјализам, комунизам во повеќе партиски систем или плурална демократија, дека е најлесен проблем во Република Македонија. Многу потешки ни се проблемите со албанците или меѓуетничките односи, меѓуетничките конфликти или конфликти или проблемите со името со Република Грција. И знаете што е парадоксот и што е најстрашно? Што тие два проблеми кои сме ги сметале дека се многу потешки, дека многу потешко ќе ги решиме, ние на некаков килав начин ги решивме многу подобро од тој проблем со транзицијата кој требаше ние да го решиме. Знаете ли зошто? Бидејќи и преговорите со Грција и тие меѓуетнички односи, рамковниот договор ги решаваме под притисок или со помош на меѓународната заедница, тамо кај што не оставија сами или кај што не оставија во најголем дел, во најголем процент сами да ги решаме тие проблеми, а тие се внатрешните односи, транзицијата која требаше да направиме од еден социјалистички, комунистички во еден повеќе партиски или плурален систем во Република Македонија, ние го уништивме системот. Две политички партии 34 години се менуваат на власт во Република Македонија. И нели ние постојано се поставаме прашањето како е можно во Словенија да се менува толку политички гарнитури? Како е можно во Бугарија да се менуваат толку политички гарнитури? Како е можно во Романија да се случат такви процеси да се менуваат политички гарнитури само кај нас како да сме венчани за ВМРО ДПМН и за СДСМ? Тоа е бидејќи медиумите, главните мејнстрим медиуми кои се под контрола или на олигархијата или на тајните служби. Гледате, имате две медиумски структури. Овие мејнстрим главни медиуми се под контрола на олигархија или под контрола на тајните служби, а овие социјални медиуми беа под контрола на Сорос и групацијата Сорос. И во такви услови, кога две сериозни групации ги имат јавното главните медиуми во Република Македонија, не постојат ниту минимални шанси, 0% шанси вие да може да направите политички процес
кои ќе ги пензионира ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи да се случат одредени промени во Република Македонија. Мора да се направат промени во медиумите во Република Македонија. Гледате како после шарената револуција промаши американците. Медиумите кој беа ударната упадница на горевизмот во Република Македонија. Тие сметаа дека со одредени лажичиња, одредени финансиски дотации, донации, помошти така натаму, ќе ги префрлат на другата страна, ќе ги демократизират и со така демократизирани медиуми ќе може да се демократизира системот амбиент во Република Македонија. И промаши американците по 100 по 1000 пат во Република Македонија. Тие медиуми само го дочекаа моментот кога станаа слаби американците или нивните фаворити во Република Македонија и пак се вратија таму кај што се припаѓа под контрола на олигархијата или под контрола на тајните служби, а ова другата структура под контрола на Сорос. Затоа во Република Македонија ние направивме две работи. Го срушивме системот и не изградивме нов. И сега сме во некаква лимбо ситуација, каде што знаете исток ве отпиша, а запад не ве запишува. Не знам дали се сеќавате, некаде пред 6-7 месеци имав една вонредна политичка анализа со работен наслов Гори Панче Тошковски или Панче Боган, не знам како веќе беше тој наслов и тоа е тотално небитно. Гледате како министерот за внатрешни работи Гори сакав и некаде пред 2 или 5 недели да направам некоја слична политичка анализа, бидејќи до мене стигна одредени информации дека Панче Тошковски имал некаков настап на седница неизвршен одбор на ВМРО ДПМН, каде што им се заканил дека повеќе нема да кини казни, дека нема да толерира јавување, дека ќе ги источи мобилните телефони така натаму и така натаму. Значи, во наводници дека ќе делува како вистински министар за внатрешни работи. Знаете, ВМРО ДПМН без контрола на Министерството за внатрешни работи не е ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН потврли во овие 9 месеци на две точки каде што беше најсилен во време на Никола Груевски. Прво е контрола на Министерството за внатрешни работи, гледате никаква контрола на Министерството за внатрешни работи, и второ е покажување на организационен капацитет, способност на терен да може да контролира, да може да спроведе процеси, да греши, но толку брзо да действува што СДСМ да не може да реагира на нивните грешки кои ги прават на терен. Во оној момент кој министерот за внатрешни работи го има премногу too much во медиумите, тоа значи две работи. Прво, не контролира ресор, не контролира Министерство за внатрешни работи, и второ, политичките битки ги води на јавна сцена. Тогаш веќе не е ВМРО-ски министер за внатрешни работи, тогаш е Љубомир Фрчковски како министер за внатрешни работи во некоја влада на СДСМ. Па како на Фрчковски што му се случи атентатот на Киро Глигоров, ништо нели не асоцираме, не преюдицираме, туку само анализираме, како што на Фрчковски му се случи атентатот на Киро Глигоров, карамбол, крах, така му се случи на Панче Тошковски. Во оној момент кога министерот за внатрешни работи излегува од канцеларијата и се преселува во медиумите, тој има изгубено политичката битка. Дополнително, во еден временски период, на анкетите почнува да расте рейтингот на Панче Тошковски, и знаете како функционира на лидерска партија типот на ВМРО ДПМН, посебно што Панче Тошковски е дел на шинелот, дел на кампусот на Христијан Мицковски, почна Христијан Мицковски да размислува како да го дисциплинира Панче Тошковски. Гледате, планирајќи да го дисциплинирате министерот за внатрешни работи, вие сега имате проблем како да му помогнете на тој министер за внатрешни работи, бидејќи на тој начин треба да си помогнете самите себе да останете на власт во Република Македонија. И доаѓаме до клучното прашање. Кога вие ќе се врзите со Александар Вучич, тогаш се плашите за судбината на Александар Вучич. 3 или 4 месеци во Република Србија траат протестите. Во саботата беа најголемите протести, некаде според слободна проценка, околу 300 до 350 илјади луѓе излегува на белградските улици. Гледате, моделот кој го практицират србите е гандиевски модел, каде преку масовни, но мирни протести вие всушност да го парализирате системот на Александар Вучич, да го принудите на грешка. Во саботата две сериозни структури, студентите Александар Вучич, ловеа грешки на противникот. Студентите сака да го испровоцират Александар Вучич брутално да тргне, да ги руши протестите. Александар Вучич сакаше да ги предизвика, да ги испровоцира студентите насилно да влезат во државните институции, да ги прикажи како хулигани. На крајот студентите остана ладнокрвни, направи со тие водени воздушни топови, како ги нарекува Александар Вучич, никакви експерименти, никакви обиди да предизвика одредено стампедо. И сега во наредниот период и двете страни ќе ја билдат својата приказна, ќе ја билдат својот наратив.
Не знам дали гледавте што се случува денес во Република Македонија. Одредени протести во Кочани, протести пред кабинетот или пред општината, пред градоначалникот кој си поднесе оставка, тамо биле демолирали некои кафичи кои се во сопственост на газдата на она дискотека кај што случи таа огромна хаварија. И гледате како полицијата ги гледа тие кои протестираат, како рушат, како демолираат и ништо не прави. Имавте оној мирен протест пред филозофскиот факултет, знаете, не случајно е избран филозофскиот факултет, бидејќи факултетот за драмски уметности во Белград и филозофскиот факултет, подоцна нели електротехничкиот и правниот факултет, беа николци, ртолци на процесите за рушење на Александар Вучич и сега имате нели спонтан собир пред филозофскиот факултет каде што говори министерката за образование, каде што говори ова проректорка, ректорка што ли беше, каде што тие всушност сакат сами да ги контролираат процесите, каде што ВМРО ДПМН сака да биде ставен или да влезе во нивната омилена улога, да се власт, да има цела власт во своји раце, да ги трошат вашите пари, да работат, да се расфрлат со тендери, но да глумат опозиција во македонскиот политички амбиент, односно преку контрола на тие процеси, да не им се случи некој друг да им контролира процесите, некои студенти или некој пандан на студентските протести во Белград. Бидејќи ниту тоа не знае да го направат, и тамо ги промашија работи, тамо ќе ги промашат одредени работи и во еден временски период, не од опозицијата, Христијан Мицковски како лампион Нелка ќе се плаши и секоја сабајле ќе почнува денот со тоа што ќе гледа на српски телевизија што му се случи на Александар Вучич. Во оној момент кога Александар Вучич ќе падне во Белград, Христијан Мицковски ќе биде ставен на кислородна поддршка во Република Македонија. Но нема да биде заменет од Венко Филипче. Ќе биде заменет од опозицијско јавно мислење, кое може да донесе промена во Република Македонија без СДСМ, без ова килава опозиција, со некакви структури во ВМРО ДПМН, со некаков универзитет надвор од контролата на ВМРО ДПМН. Знаете, процесите и времето покажуваат одредени разврски кои вие не може да ги имате под контрола. Слаби луѓе сакаат да ги јават, сакаат да ги контролираат процесите. Силни луѓе, силни политичари сакаат со помош на процесите да направат одредени промени во општеството. Ова гарнитура на Мицковски, начело на ВМРО ДПМН, сака да ги контролира процесите. Знаете, кога вие ќе сакате, тоа е како да одите тамо со некаква гума, да се обидувате да пливате, па гумате тамо некој пеликан малце повисок и така натаму и така, или некаков, не знам, душек, па сакате да го јавните, па да бидете сигурни, па да одржите цврсто тој душек и одеднаш ќе паднете од тој душек. Ќе паднете, ако не знаете да пливате, ќе може да се одјавите. Тоа ќе биде дај климе ново дете. Тешко ми ова да го кажам, меѓутоа и сетете се како Бојко Борисов тамо некаде на почетокот на неговите кризи пред 7-8 години излезе изјави дека една капка крв нема да дозволи да падне на Орлов мост. И дека тој не е начело на бугарската влада и во негов мандат една капка крв да падне на Орлов мост. Тоа се два моста во центарот на Софија, Лавов и Орлов мост, кои се символ на бугарската државност, односно на главниот град Софија. За разлика од него, гледате како грчевито се бори Александар Вучич. Вамо Бојко Борисов формира некоја преодна влада, некое службено правителство или влада на Орешарски, па тога социјалистите доаѓаат на власт, па ја губат власта, се враќа Бојко Борисов на власт во соседна Република Бугарија. Меѓутоа, и во Србија, мислам дека така ќе биде во Република Македонија, нема да се следи примерот на Бојко Борисов, туку разврските ќе одва некој друг правец. Гледате, што денес прави Александар Вучич? Тој сака да покаже дека трагедии како што беше во Нови Сад, дека не се случува само во Србија и дека немат потреба србите да барат оставка од него за 15 жртви, кога гледате 60 жртви има во Република Македонија. Па оди тамо со овие несрекни луѓе кои за малку не го изгубија животот во таа хаварија во Кочани, само очи им се гледат. Тој со 60 телевизиски камери, новинарски екипи се слика тамо и сака да покаже дека е солидарен, подбореден дека е солидарен со македонците, за разлика од хрватите, босанците, црногорците или косоварите, кои ги злоупотребиле тие процеси во соседна Република Србија и сакат да му направат во наводници шарена револуција на Вучич. Тоа не е шарена револуција, тоа е многу посериозно, тоа е студентска револуција, тоа Вучич го разбира, но не може да се ослободи од тоа. Знаете, многу е полесно со шарена револуција да се пресметува, бидејќи имате некаков надворешен непријател. Многу е лесно тие авторитарни режими да се пресметуваат со надворешен непријател кој сака да ги симне од власт, отколку да се пресметуваат со студенти кои се нивни
студенти кои живеат во таа држава и кои се сакаат таа држава, кои сакаат на еден мирен гандијански начин да ја сменат власта или да направат промени, да направат нови процеси во соседна Република Србија. Сега, сите српски медиуми се ставени на норма да покажуваат колку во Македонија полоша. И овој кој не може да контролира состојбата во Србија, сега ќе ги решава регионалните проблеми тука во Република Македонија. ВМРО ДПМН рековме дека падна на две прашања. Првото прашање беше Министерство за внатрешни работи и второто прашање организација. Онија поплави во Стајковци летото 2016 година, тогаш Груевски не е премиер, туку е премиер во оставка, нели некоја паржинска влада беше формирана, кој требаше да ги спроведе изборите, кои беа два пати пролонгирани, па на 11 декември нели 2016 година се случат избори. И тога за прв пат ВМРО ДПМН покажа некапацитетност да може на терен да спроведе одреден процес. 20 или 22 жртви имаше на тие поплави во Стајковци. Воопшто ВМРО ДПМН, Коце Трајановски тогаш техничкиот премиер на ВМРО ДПМН Емил Димитриев, министрите кои беа оперативни во влада на Никола Груевски не беа оперативни во влада на Емил Димитриев, покажа слабо. Што рече дека овој ВМРО ДПМН може да функционира само со Никола Груевски. Без Никола Груевски ВМРО ДПМН се распаѓа, пука по сите шавои. Како овој ВМРО ДПМН го порази СДСМ, бејќи тие беа канта тропа. Бијајќи Бранко Цренковски, Зоран Заев и целата таа структура работеше против СДСМ, плюс Димитар Ковачевски, знаете, времето ќе покаже колку Александар Вучич со одредени пенези бил вклучен во одредени процеси на мирно примо предавање на власта во Република Македонија, Српскиот телеком и така натаму. Има време, ќе ги отвориме и тие прашања. Ова ВМРО ДПМН нема капацитет. Гледате, Данела Арсовска синдромот нив им се случи. Тоа не е изолиран случај. Данела Арсовска, која не може да го води главниот град, но толку беше слаб СДСМ, што и со такво лошо функционирање на главниот град и на Данела Арсовска, гласачите во Република Македонија и дадоа масовна поддршка на ВМРО ДПМН. Кочани е многу чуден град. На изборите во Кочани за 10-15 гласови изгуби СДСМ, тоа беше 2021 година, каде што тајно луѓето на Бранко Цренковски или шинелот на Бранко Цренковски од неговата власт во СДСМ работеше на терен. Така победи Максим Димитриевски во Кумано, така победи ВМРО ДПМН на изборите во Охрид, така ВМРО ДПМН победи на изборите во Кочани за 10-15 гласови. Кочани 4 години е власт ВМРО ДПМН. Читајте денешната изјава на Дуј. Гледате, Дуј сега е обвинет за се во Република Македонија. Сега веќе ги немаме странците, го имаме Дуј. За се во Република Македонија веруваме Дуј. И во изјавата на Дуј за медиумите, те велат дека во Кочани има некаде 31.000 или 30.600 жители, 12.000 или нешто повеќе од 12.000 домакинства и два такви објекти. Или пораката е, кој се испреке до македонските граѓани. Не може градоначалник на еден град со 30-31.000 жители, каде што секој со секој се познава, каде што има само два такви објекти, да не знае што се случува во тој град. Не знаат што се случува и затоа е тука проблемот. Имат апсолутната власт и председател, и премиер, и парламент, и локална власт во Република Македонија. Сума сумарум, како што ви реков вчера во тоа видео во трајање од 3,5 минути, после ова, ниту Христијан Мицкоски може да биде премиер во Македонија, ниту Панче Тошковски може да биде министар за внатрешни работи во Македонија, ниту Венко Филипче може да биде лидер на македонската опозиција. Меѓутоа, ниту Максим Димитриевски може да биде градоначалник на Куманово, Весна Бендаска да биде пратеник, Димитар Ковачевски да биде пратеник, Оливер Спасовски да биде координатор на пратеничка група на СДСМ, Миле Левков со патните трошоци да биде пратеник. Треба тотален ресет, не оставки, не смени, тотален ресет на системот во Република Македонија. Нови луѓе, знаете, сите кои биле на некоја функција, биле дел на власта, биле дел на опозицијата, биле пратеници, биле советници, штрбнале од државниот колач, од тендери, од пари и така натаму, не можат повеќе да бидат власт во Република Македонија. 34 години сите тие имале шанси. Едни биле власт и ништо не направиле, вторите не биле власт, но ги користеле бенефициите кои власта им ги давала, а третите биле љута опозиција како Димитар Апасиев, но ништо не направиле да загрозат власта, освен се некакво зборење во парламентот или во пратеничките групи. И кога ви имате три такви структури, едните кои се власт, кои владат, вторите кои пактират со власта и третите кои само зборат и ништо не може да прават, вас ви требаат луѓе кои може да го сменат
или да го изградат наново системот во Република Македонија. Тоа ќе е многу тежок процес. И секојаш кога сме се залагале за влез на Македонија во Европската унија, сме се залагале бидејќи сме знаеле дека ние самите оставени да ги решиме работите не знаеме тоа да го направиме. Затоа многу покилово, меѓутоа сепак сме ги завршиле преговорите со Грција, многу покилово, но сепак сме ги регулирали на некој начин тие меѓуетнички односи рамковниот договор во Република Македонија. Тука се парпелкаме со тој француски предлог со Република Бугарија, меѓутоа внатрешните проблеми во Република Македонија ние не сме знаеле да ги решиме. Тие внатрешни проблеми 34 години ни прават растур систем во државата. Не знаеме како да излеземе од тој корсокак во кој сами се напикавме. Што ќе рече еден тотален ресет, знаете, тоа може да делува утопистички, но тоа е неопходно како леп, како воздух, како кислород во Република Македонија. Овие луѓе кои 34 години биле дел на власта или тука со власта заедно стискале раце, меселе леп од времето на Петар Гошев, нели кој се кршеше лебот во таа изборна кампања 94 година, кои правеле транге, франге зад сцената или на сцената, тие повеќе не може да уживат вашата поддршка. Барете нови луѓе. Ако не барате вие нови луѓе, овие ќе ви останат на власт, и едните и другите, а ако вие не барате нови луѓе, овие се некапацитетни да останат на власт, тогаш некои луѓе ќе ви донесат. Знаете, на доктор не се оди кога сте болен, се оди кога сте здрав, бидејќи кога сте болен, ќе ве пикнат во брза помош и ќе ве однесат на доктор. Република Македонија е во наводници сериозна болна држава, сериозно болно општество, 34 години некој постојано ни го рушел, ни го намалувал имунитетот, и со така намален имунитет, ова што ни се случува, тоа не треба да ни изненадува. Бидејќи, како ви реков вчера, се гини од куршуми, се гини од тенкови, се гини од авиони, се гини од бомби, но најмногу се гини од глупост, од необразование, од неспособност, од корумпираност, бидејќи тие формират еден таков систем, а тој им го дозвола политиката, и тој систем во наводници или таа групација, таа коалиција го силува системот во Република Македонија. Па не може тој систем да го издржи товарот на таа простота, на тоа необразование, на таа некомпетентност во Република Македонија. И кој имате таков конфликт во општеството без имунитет, како просечниот граѓанин се чувствува сигурен во Република Македонија? Знаете, ова е влез во некаков процес, не политички, општествен процес во Република Македонија, кој ние како граѓани треба да се вратиме државата во наши раце. Тоа да не го правиме само на избори, или ние да не бидеме важни само на избори, туку да бидеме важни во целиот процес од тие 2 или 4 години помеѓу локални, парламентарни 5 години помеѓу председателски избори, да ни се слуша гласот, да имаме тежина, и кога имаме тежина, како велеше рекламата, ќе имаме леснина. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Ново дружење тамо некаде среда, четврток, петок ќе видиме зависност од процесите. Утре нема да има вонредна анализа, бидејќи не можете да имате две вонредни анализи. Ќе испадне дека јас можам да штанцам вонредни анализи, како што штанцат овие постови на социјалните мрежи. До среда, четврток, пријатна вечер Македонија, каде да си.